Четврток, 16 мај 2024, термин за дневникот на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Денеска се работеше на расчистување на речното корито на реката Луда Мара во Кавадарци. Службите на ЈП Комуналец Кавадарци ги чистеа наносите од дождовите кои го зафатија кавадаречкиот регион. Туроператори од Данска, Франција, Германија и Холандија преку проект финансиран од швајцарската амбасада го посетија винскиот музеј за регион Тиквеш Кавадарци. Се запознаа со богатата винска култура во Тиквешкиот регион. Овие туроператори од повеќе земји од Европската унија ги запознаваат убавините на Македонија, а ние како добри домакини го презентиравме туристичкиот потенцијал во Тиквешијата и Кавадарци, со што бројката на туристи очекуваме рапидно да се покачи, велат од винскиот музеј и додаваат. Идејата на овие настани е да се приближиме до нивната јавност преку услугите во делот на винскиот туризам, сместувачките капацитети и традиционалната храна, со што би се брендирале како дестинација која може да понуди уникатно искуство. Се огласи јавното обвинителство по екстрадицијата на Љупчо Палевски Палчо. По екстрадицијата на првиот осомничен од Република Турција, јавниот обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје продолжува да презема истражни дејствија во предметот за грабнувањето и убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. За 5 мина осомничени, од кои тројца су извршители во тешките кривични дела, 2 грабнувања и 2 убиства на свиреп начин, еден осомничен за помагање при грабнувањето на малолетно лице и еден осомничен за помагање по извршеното кривично дело. Истрагата е во завршна фаза. Околу 10% од жителите во државава имаат некаква бубрежна слабост, но многу помал број завршуваат во терминална фаза на дијализа. Бројот во Македонија се движи од 1400 до 1600 со тенденција на раст. Кај бубрежните болести нема граници за возраст, има и бебиња и пациенти над 90 години, информираше денеска во одговор на новинарско прашање Душко Ѓоргиев од Сдруженијето Нефрон. Работни групи на ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди и денеска продолжија со разговорите за состав на нова влада. Од таму потврдуваат за средбата, но нема официјална информација за што ќе се разговара денеска и на која локација. Од ВМРО ДПМН за МИА посочиле дека има тековни разговори на ниво на работни групи и оти ќе известат за каков бил евентуален договор. Го гледате дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини во него. Председателот на владата на Република Македонија Талат Џафери во рамки на учеството на регионалниот самит на лидери во Котор под мотото Еден регион, заедничка визија се обрати на панелот состојбата на терен и идните планови, нов план за раст. Во своето обраќање председателот на владата истакна дека независно од тоа што Македонија се наоѓаше во предизборен период, за владата евроинтеграцијата била врвен приоритет и владата била фокусирана на спроведувањето на приоритетните реформи кои се важни за членството на државата во Европската унија. Изминатиот период и покрај фактот што Северна Македонија беше во изборен период, интензивно работевме на финализирање на нашата реформска агенда 2024-2027. Последната нацрт верзија на реформската агенда, одобрена од владата, беше споделена со Европската комисија на почетокот на мај. Воедно, сакам да потенцирам уште два важни моменти, кои исто така се случија после состанокот во Тирана. Првиот беше на крајот на април, кога Северна Македонија ја поднесе својата предапликација за членство во СЕПА. И вториот, кој е во однос на иницијативата за Европски центри за дигитални иновации. Првиот заменик председател на владата за европски прашања Бојан Маричич во видео изјава за медиумите ја нагласи важноста за планот за раст на Европската комисија за Западен Балкан. Од ЕУ имаме високи признанија за тие приоритети и тие се усогласени со приоритетите на Брисел. Веќе се договорени и усогласени нашите обврски за пристап до единствената област за плаќање во евра, за зелените ленти за унапредување на олеснувањето на трговијата и транспортот, за слободните Wi-Fi зони на јавните простори во 500 општини во регионот и за развој на дигиталните иновативни центри.
Утврдени се и наредните чекори. Еден од нив е работата на проектите за Академија за единствен пазар, за да се осигура дека националните системи целосно ќе се усогласат со оние на Европската Унија. Од исклучителна важност е прифаќањето на дигиталниот паричник како удобен и безбеден метод за граѓаните и бизнисите да го утврдат нивниот идентитет. Денеска во Скопје се одржа третиот состанок на Комитетот за следење на ИПАРД програмата 2021-2027. На состанокот беа присутни представници од Генералниот директорат за земјоделство при Европската комисија, како и представници од македонската ИПАРД структура, представници од стопанските комори и здруженија од областа на земјоделството и руралниот развој. Од почетокот на имплементацијата на ИПАРД 3 се објавени 2 јавни повика, од кои едниот наменет за модернизација на земјоделските стопанства и за диверзификација на фарми и развој на бизниси е затворен. На маргините на Комитетот за следење ќе се доделат првите договори за мерката 1 и мерката 7. Преку овие две мерки се очекува да се потпишат договори со вредност од над 30 милиони евра со стотици корисници за инвестиции во трактори, земјоделска механизација, системи за наводнување, нови насади, фарми, старечки домови, хотели, ресторани и други типови инвестиции кои се оценети како прифатливи. Кавадарци постхумно ја одаде почит на Андријана Мациев. Изложбата беше насловена како Љубов за сите, исто како и двата алманаси со песни пишувани од група автори. Синоќа во галеријата пред Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена постхумна ретроспективна изложба на познатата македонска ликовна уметничка Андријана Мациев, која прерано почина на 12 мај 2022. На изложбата насловена како Љубов за сите, присутните ги поздрави директорката на Домот на културата Јулијана Туриманџова. Денес отвораме изложба ретроспективна на дела на ликовната уметничка Андријана Мациев, насловена Љубов за сите. Според некои непишани правила, Господ кај себе најпрво си ги зема најдобрите, па потоа останатите. Таков е случајот и со нашата незаборавна Андријана Мациев, нашиот ангел. Андријана беше чест гостин во нашиот град, учесник на ликовна колонија, на ликовни изложби, на арт хепенинзи, но и како гостинка кај своји пријатели од градот. Таа беше наша пријателка, другарка и заљубеничка во нашето убаво Кавадарци. Незините дела секогаш донесуваат светлина од најубави и најживописни бои и затоа со право можеме да ја наречеме Андријана волшебничка на боите. Интересни се и превирањата на боите низ разните пропратни форми, кои со сликарската четка ги виуигаше и ги зацртуваше на низините ликовни платна, кои донесуваа воодушевување и добро ликовно расположение кај поддржувачи и обожаватели на низиното творештво. Жалиме што прерано не напушти и се пресели помеѓу ангелите, но споменот за неа ќе остане преку сеќавањата за незиниот пријателски и непосреден другарски однос, но и преку секој поглед кон незините преубави и вонвременски уметнички дела. Затоа, оваа изложба нека биде едно живо сеќавање за незиното човечко и незиното ликовно, уметничко, творечко дело. За ликот и делата на Андријана Мациев говореше нејзиниот колега, познатиот кавадаречки уметник Горан Боев. Како што кажа директорката, таа беше чест гостин во нашите Кавадарци. Другарувавме со неа многу убаво на ликовните колонии. Беше прекрасен човек. Често си разговаравме и тоа понекогаш знаеше да трае и подолго. И она што на неа сега ми доаѓа на ум да кажам за неа е една изрека од познат австријски филозоф Лудвиг Витгенштајн, кој што ќе каже дека естетиката и етиката се едно и исто. Мислам дека тие две нешта беа во незиниот сам карактер, и таа како трагач по убавината, која што е предмет и на естетиката и на етиката,
ги создаваше и своите ликовни дела. Во однос на ликовните дела ќе се осврнам, како што гледате, таа се определи во своето творештво за абстрактниот експресионизам. Значи во тој правец можеме да го сместиме нејзиното творештво, и навистина беше виртуоз во однос на начинот на кој што работеше. Она што таа трагаше, според мене, во текот на овие години, како што јас ја анализирав нејзината уметност, е хармонијата во основите на ликовниот јазик, односно хармонијата во азбуката на ликовниот јазик, односно ликовните елементи и принципи. Значи, абстракцијата кога би ја дефинирале, значи не можеме да ја поистоветиме со нешто што не препознатливо или на прв поглед, со нешто што не подсетува на светот во кој што живееме, но абстракцијата е творештво со основите на ликовниот јазик, како што спомнав, и во пронаоѓањето на хармонијата меѓу нив. Манифестацијата ја водеше мајката на Андријана, познатата пејачка и водител Јулија Мациевска, која воедно ги промовираше и двата алманаси со наслов Љубов за сите, пишувани од група автори. Јас ке зборувам за алманасите, затоа што сакам да ви ги доближам и сакам да сватите што значи животот. Овие алманаси овдека два, кои излегува за времена откако замина Андријанче, се живо сведоштво за животот. За животот, драги мои, не за смртта. Овдека имате една мајка, која што и покрај тоа што е во болка, нема да ви зборува за смрт, ќе ви зборува за живот. Првата песна за Андријана ја добив од Сонја Манасиевска, поетисата. Таа прва ми испрати песна и ја испрати на дента кога објави, значи дека аз заминува. И утре дента кога беше погребот, јас се јавив на Сонја, бидејќи се доаѓаше со многу голема брзина како да го спроведам сето тоа, да биде Ан величествена замината од тука. Таа замина со виолини, таа замина со многу народ, се свлече народ, таа замина со сите почести, не замина само колку да ја однесеме до таму и да биде затрупан сандукот со земја. Сакав да има величествено спраќање. И кога ми стаса од Сонја песната и реков: Сонја, ке можеше да дојдеш на чинот да ја прочиташ. Она ми рече: Јулија, извини, ама јас стварно не можам, немам сила да ја читам песната. Реков: добро, јас ти благодарам што ја напише. И после, што се случи едно чудо, почна да ми праќаат луѓе песни. Од нигде никаде. Почна да ми праќаат песни за ангелот. Јас просто се чудев. И одеднаш добив идеја, викам, тие луѓе да ги праќаат овие песни, овие творби, а вака да останат само за мене. И како секоја сабајле со Ан зборев и ја доживував, почнав на Фејсбук да праќам песни од секој како што ми стаса песна. Како ги испраќав песните, така песни се множеа, така луѓето сочувствува со мојата болка, со прераното заминување на Ан, зашто сите знаеа каква беше таа. И се случи еден повик од Гордана Такец, ми предложи да ми рече: Јулија, јас сум одушевена од тоа што се случило околу твоето дете, тоа е навистина ангел, до сега вако нешто не сум видела. И јас, вика, имам издавачка куќа, знаеш, и стојам позади тоа да сите што ќе објават песни, да направиме еден алманах, една збирка и да ги издадеме. Јас не знаев како да и се заблагодарам, реков: Горде, ова е навистина голем гест за мене. И така се случи. Решивме до 40 дена да
ги отпечати, таа што ќе стасат песни и да направиме една голема изложба. Тоа беше моја идеја, да се направи голема вака изложба од делата на Ан во нејзин спомен за 40 дена и за 40 дена ако успееме да го издадеме алманахот. На крај, песни од алманасите прочитаа познати литерати, поетеси и актерки. Информација од спортот, финални серии во кошаркарското првенство. Во машкото финале ќе играат МЗТ и Пелистер, а и девојките Баскеткам веќе поведе со 1-0 против Вардар. Кошаркарите на Пелистер ќе го предизвикаат МЗТ Скопје во финалето од плейоф серијата за титулата во домашната машка прва кошаркарска лига. Битолчани синоќа во надпреварот број 4 на домашен терен славеа со 88-80 и со конечни 3-1 во полуфиналната серија го елиминираа Работнички. Ова финале за Пелистер ќе биде трето во последните 3 години и исто како и минатата година за противник ќе го имаат МЗТ Скопје Аеродром, кој ќе има предноста на домашен терен во финалната серија, која исто така ќе се игра до 3 победи. Кај девојките веќе се одигра првиот надпревар од финалната серија во кој бранителот на титулата, екипата на Баскеткам, со победа над Вардар, ја стартуваше од браната на тронот во првата женска сениорска лига. Баскеткам славеше со 65-59, а вториот надпревар од финалната серија ќе се игра викендов, повторно во салата Кирил и Методи во Македонска Каменица, каде актуелниот шампион однова ќе биде во улога на домаки. Нов шампион на Македонија ќе биде екипата која прва ќе стигне до 3 победи во големото финале. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. На североистокот ќе има услови за појава на краткотраен дожд, ќе дува слаб до умерен долж по Вардарието, краткотрајно засилен ветер од југоисточен правец. Од сабота кон крајот на денот повторно се очекува нестабилно време со локален пороен дожд и грмежи, локално во форма на невреме. Повремена, претежно попладневна облачност со пороен дожд и грмежи со променлив интензитет ќе има се до средината на следната недела. Тоа беше информацијата од Управата за хидрометеоролошки работи. Благодарам за одвоеното време и внимание. Ви посакувам секое добро.